Министерството за енергетика во периодот кој следи ќе ги разгледува препораките на Меѓународната агенција за енергетика поврзани со штедењето на нафтените деривати по кризата предизвикана од војната на Блискиот Исток и затворањето на Ормудскиот еснец. Цената на нафтата на светските берзи денеска повторно расте. Барел се тргува и за $110. Дополнително во земјава мерката за намалено ДДВ од 18 на 10%, која директно според надлежните влијае во намалување на крајната цена на нафтените деривати, важи до понеделник, а од владата посочија дека по денешното затворање на берзите ќе се добие појасна слика дали ќе има продолжување или нови мерки кои би се донеле викендов на вонредна владина седница. Во понеделник, нова цена на горивата треба да одреди и Регулаторната комисија за енергетика. Станува збор за препораки кои се официјално дадени од МАЕ и истите од страна на Министерството ќе бидат разгледани во зависност од развојот на ситуацијата. Заедно со владата ќе се донесе одлука дали некоја од мерките е прифатлива и треба да биде применета во нашата земја, велат од Министерството за Канал 5. А меѓу препораките кои неодамна ги издаде Меѓународната агенција за енергетика е работа од дома, користење на јавен превоз, ограничување на брзината на автопатите. Паралелно со ова се следи и состојбата со цените на основните прехранбени продукти. На 7 месецов статистика треба да излезе со официјални податоци за инфлацијата, а директорот на заводот Дејан Станков во изјава за медиумите вели: факт е дека кризата влијае, но во колкава мера ќе се знае за неколку дена. Факт е дека инфлаторните притисоци се зголемени како резултат на кризата. Ние останува да видиме колку тие инфлаторни притисоци се зголемени конкретно во нашата држава и какви се очекувањата на граѓаните. Ценам дека е добро тоа што навремено беше пресретната кризата и што ДДВ-то е намалено од 18 на 10%. Цените ги следат и од пазарниот инспекторат. Оттаму за Канал 5 велат, анализата која ја направиле за периодот јануари-март покажала дека цените засега се стабилни, но инспекторите велат остануваат на терен по најавите за поскапување на лебот и пецивата. Од страна на одредени помали пекари, вчера надлежните имаа состанок со мелничко-пекарската индустрија, од каде добиле уверување дека до крајот на месец април цените на лебот и пецивата нема да поскапат, а состојбата постојано ќе се следи и анализира.